Лежачки имаме 90 пациенти и 104 пациенти на дневна болница. Тоа е огромна број. Има слободни места, меѓутоа не се многу, значи имаме 13 слободни места, значи со тоа што секој ден се отпуштаат пациенти, се примаат нови, добар дел се на дневна болница, меѓутоа нема да дозволиме да останат луѓе незгрижени. Сите ли се ангажирани човекови ресурси што ги имате? Се што можевме ангажиравме, значи различни профили на кадри од различни одели. Сепак кои другите одели не можеме да ги оставиме комплетно без персонал затоа што има и пациенти со друга здравствена проблематика на кои што мора да им пружиме помош. Но тие работат со минимален капацитет, значи во главном итни случаи, она што е елективно, што може да треба да се за кога ќе помине овој пик и кога ќе можеме, значи, да се вратиме колку толку на нормалните работни обиси. Во каква состојба се пациентите кои што се тука лежачки? Имаме со средно тешка и потешка клиничка слика и за жал старосната структура е сменета во однос на претходните два брана. Сега можете да видите оние што чекаат за лабораториски анализи, за рентген диагностика и за хоспитализација, има и доста млади луѓе. Значи на возраст од 30-40 години, а не како што беше од 60 до 70 и нагоре. Тогаш и во претходните два брана имавме повозрастни пациенти, сега има и помлади. Искрено не можевме да предвидиме кога ќе дојде нов бран и голем напред на пациенти, бидејќи првичниот услов беше да се постави централниот довод за кислород во објект кој што нема пациенти. Нашата прва замисла беше да се постави не во модуларната болница, туку на старото инфективно оделение, бидејќи да им остане и кога ќе помине целава оваа пандемија. Но се случи да ние всушност немаме период кога не се полни објектите, а да бидам искрена и финансиски ние имаме огромни трошоци, значи зголемени се трошоци за набавка на лекарства, лабораториски реагенси, храна за болни, голема потрошувачка на мазут, струја и се останато со оној буџет со кој што располагаме, не бевме во можност да поставиме централен. Тоа беше ваша обврска, не на министерството? Наша обврска, се обидовме нешто со бизнис лобито, се обративме до локалниот економски совет, меѓутоа се остана само на иницијатива и пред неколку месеци тоа го поставивме како. Значи имаме дневно околу 90 пациенти што се на кислородна, 82 се точно денеска, значи можете да замислите минимум по една боца за секој пациент. Ние досега не дозволивме да нашите пациенти одат и да купуваат ниту лекови, ниту инфузии, ниту било што.